колегата Димитар Бабалков утринава не дружи од терена, кога станува збор за темите кои што ги обработуваме токму со колегата денес. Една од нив се однесува и на наркотиците. По најавите за брзи тестови за дрога на МВР во живо со токсикологот Чибишев, утринава колегата Димитар Бабалков анализира кои наркотици и колку време се задржуваат во организмот, за да знаеме како и на кој начин ќе функционираат овие тестови на МВР и дали ќе може да детектираат присутност на наркотици кај пред се помладата генерација. Димитар, повели. Благодарам, Елена. Добро утро до гледачите кои нешто подоцна се вклучија. Според последните информации на Министерството за внатрешни работи, во август веќе треба да започне тестирањето со земање примерок на плумка за тоа дали возачот има користено наркотици. Според информациите кои ги споделија од Министерството, тестовите веќе се дел набавени и тие ќе можат во експресно време за некои десетина минути од земањето на примерокот на лице место полицискиот службеник да утврди присуство на наркотични средства. Според информациите ќе може да се детектира кокаин, амфетамин, метамфетамин, опијати, седативи и ТХЦ во марихуаната. Но колку од овие наркотици, колку време се задржуваат во организмот, дали тестовите ќе покажуваат реална слика и дали ова ќе придонесе за поголема безбедност во сообраќајот, е тема на разговор во продолжение. Добро утро, професор Андон Чибишев, токсиколог при клиниката тука во Скопје. Кој е вашиот прв коментар на ваквата информација? Прво добро утро на сите гледачи на Сител телевизија. Мојот коментар е многу позитивен. Јас ја поздравувам одлуката на Министерството за внатрешни работи да воведе вакви тестови. Ово е многу важен момент во расчистување на некои случаи во областа на сообраќајната деликвенција. Значи, зимањето на плунка и докажувањето на присуство на опојни дроги во плунката на возачот многу ќе помогне во расчистување на оние правни моменти кои што се јавуваат за време на сообраќајните незгоди. Меѓутоа, тука има нешто што ќе мора во еден процес да се дополни. Значи, оваа метода, зимањето на плунка и докажување на присуство на метаболити на опојни дроги, е квалитативна метода. Значи, се докажува има или нема. Меѓутоа, со оглед на тоа дека опојните дроги од земањето до потполната елиминација од организмот може да се задржат во организмот во просек меѓу 1 до 4 дена. Значи, различни дроги тука, ќе спомнам, канабисот може од 24 до 48 сати. Ако конзументот ја употребува подолго време, тоаш може и до 7 дена да се докаже. Кокаинот 2 до 4 дена, опијатите 1 до 3 дена. Значи, тоа не значи докажувањето на метаболити во моментот на зимањето на плунка да не значи дека возачот бил под дејство на опојни дроги. Ако тоа многу ќе помогне, да речеме, зимаме плунка, докажуваме присуство, веднаш истиот возач под полициска придружба се носи во првата здравствена институција, каде му се зима биолошки материјал. Најдобро да се земе крв, меѓутоа може да се земе урина, во која што ние ќе одредиме концентрација на опојната дрога. Со тоа можеме да бидеме сигурни дали односниот или соодветниот субјект или возачот е под дејство на опојни дроги. Затоа што може возачот да ја земал дрогата пред 3 дена, ние после тие 3 дена му наоѓаме присуство на метаболити, меѓутоа тоа не значи дека тој е под дејство на опојна дрога. Значи, оваа метода ја поздравувам, ќе биде голем напредок и во правните процедури, во судовите, каде што често пати има проблем, бидејќи јас сум судски вештак, нели имаме проблем да докажеме дека возачот бил под дејство на опојни дроги. Ако оваа метода се надополни со конфирматорна метода, односно со квантитативна метода, да се квантифицира резултатот, тогаш ние ќе бидеме сигурни дали тој возач возел под дејство на опојни дроги. Во секој случај ја поздравувам методата. Така е, сега кај јавноста на социјалните мрежи се појавија многу дилеми колку количината која е внесена може да влие на крајниот резултат. Вие објаснивте дека не секоја дрога подеднакво се задржува во организмот, но еве ќе карикирам. 1 грам
кокаин или 3 грама кокаин? Дали подеднакво ќе покажат овие детектори па и вашите стручни анализи дека има присуство во организмот, или ако е мала количина, додека дојде тој момент на тестирање до вашите анализи, ќе исчезне тој податок, односно тој доказ? Видите, пошто го спомнувате кокаинот, овие дози што ги спомнувате количини се прилично опасни да се земат одеднаш. Меѓутоа, сепак, кокаинот внесен во организмот има многу кратко дејство. Краткотрајно му е дејството и во литература опишани се случаи од 10 минути до 1 час. После 1 час таа концентрација почнува да опаѓа, меѓутоа, присуството на кокаинот може да се докаже и ако е земен пред 4 дена. Таа количина може да е земена пред 4 дена, да речеме една доза или една црта, како ја викаат они, тој ќе си го доживее својот момент, нели својот филинг, зимајќи ја дрогата, меѓутоа после неколку часа или еве после 24 часа тој субјект веќе не е под дејство на опојни дроги. Тој само има присуство на метаболите од дрогата во организмот, кои што ние со оваа квалитативна метода ќе ги докажеме. Меѓутоа, докажувањето е знак дека тој злоупотребува опојни дроги и заради тоа треба да се земе биолошки материјал, крв или урина и во незе да се докаже, да се одреди концентрацијата. Има уште еден момент кој што сакам да го споменам. Има моменти на пасивна експозиција. Што значи тоа? Да речеме, кокаинот, као пример го зимам, се зима на различни начини. Меѓу другото може да се злоупотребува и со пушење. Кога некој во вашата околина пуши кокаин, тој чат, ако вие не сте конзумент, не сте зависник, го вдишувате чадот, може во наредните неколку часа да се случи, не дај Боже, да направите сообраќајна незгода или да се случи некој сообраќајен инцидент и полицијата да ви докаже присуство на кокаин и со тоа практички вие ќе бидете првично ќе бидете не обвинет, туку ќе бидете лице кое што треба понатаму да се проследи. Затоа секој докажување треба да се дополни со конфирматорна метода, односно со квантитативна метода во која што ќе го докажеме концентрацијата на кокаинот, затоа што различните концентрации различно делуваат на психофизичките способности на човекот, односно на возачите. Според последните или моменталните информации кои МВР ги споделува, велат дека за 10 минути само со земање плунка ќе се детектира присуство или не, и на тој начин ќе се реши нели таа дилема, но за тие дополнителни анализи кои вие ги споменувате со земање примерок на крв и на урина, колку време е потребно да се добијат точни анализи, односно резултати, и што ќе се случува со возачот во една таква ситуација додека ги добие тие информации, односно тие резултати? Полициските службеници имаат потполно право воzač кој што ќе докаже присуство на метаболити на опојни дроги да го лишат од слобода, затоа што не знаат колкава е концентрација. Како ако го пуштат, тој седнува да вози, повторно ќе направи некој инцидент, значи да го лишат од слобода, да го однесат во првата здравствена институција каде што ќе се земе материјал и во зависност од тоа дали таа институција има начин, односно има можност да одреди концентрација, таа се одредува за 15 на 20 минути, тоа е многу брзо. Ако нема, тогаш треба да се однесе во првата токсиколошка лабораторија, каде што ќе одредат концентрација и со тоа ќе имаме сигурен доказ дали соодветниот возач возел под дејство на опојни дроги. Исто како што се случува со алкохолот. Знаете, порано на лице место кај возачи кои што имаше сомневање дека возат под дејство на алкохол со дрегер апарат се одредуваше концентрацијата, меѓутоа тие анализи судот полека во земјите на Европска унија престана да ги користи и не ги признаваше, и таквите предмети, дури и сообраќајни инциденти со жртви, со смртни последици, паѓаа на суд. Затоа сега се попрецизно одредува тоа, се зима крв и се зима урина во која што се докажува прецизно точната концентрација на недозволеното средство. Следното прашање исто така инспирирано од дебатата на социјалните мрежи, која и тоа како се разгори изминатиот период, е колку
тежината, би рекле, физичката маса на возачот, односно на пациентот, игра улога и дали е постојан консумент или периодично тоа го направил? Колку таквите услови даваат можност за манипулација на тие брзи тестови пред да се стигне на овие анализи од крв или примерок од урин? Видите, не може да се направи апсолутна грешка, иако има влијание. Физичката подготвеност, тежината, полот, имаат влијание врз тоа како соодветниот организам ја прима дрогата и како таа во одредени процеси во организмот се метаболизира и се одстранува, се ослободува од организмот. Има влијание. Меѓутоа, земениот кокаин или земената марихуана или земените опијати, тие ќе вртат по организмот најмалку 24 часа, без разлика колкава е тежината, колкава е староста, кој е полот, ќе вртат најмалку 24 часа. Меѓутоа, еве, и да земал пред 24 часа, да речеме, ноќта бил на некаква забава, земал, си отишол дома, утредента излегува некаде да вози, прави сообраќајка, му зимаат биолошки материјал, докажуваат присуство на опојна дрога. Тоа, повторувам, не е доказ дека тој возел под дејство на опојни дроги. Додека тој наод на присуство или тој квалитативен наод не се докаже со квантитативна метода, односно не се квантифицира. И за крај, кои се најчестите симптоми или на што најмногу психофизички може да влие консумирањето на сите овие дроги кои ќе се тестираат со така наречените брзи тестови на АМВР? Па видите, различните дроги имаат различно дејство. Некои други дури не покажуваат никаква промена во однесувањето на конзументот и тоа многу тешко ќе можат полициските службеници да го одредуваат. Тоа треба нели да го прегледа, да го види службено, односно да го види стручно лице. Еве тука може да пропуштив да кажам, ова прашање ме потикна да го споменам и тоа. Ако ние докажеме присуство на опајна дрога, го носиме во првата здравствена институција за да земеме биолошки материјал за понатаму, нели за квантификација на резултатот. Во учебниците пишува дека при тоа треба да го прегледа и доктор и да го напише своето мислење, затоа што тоа мислење на докторот кој го прегледува во акутната фаза, односно во моментот или еден час по случувањето на сообраќајното инцидент, многу ќе помогне во заокружување на случајот, во заокружување на тоа дали тој субјект земал опојна дрога, има концентрација и таа концентрација влијаела значајно на неговите психофизички способности, кои што на некој начин учествувале во предизвикување на сообраќајната несгода. Ви благодарам на споделените информации. Верувам дека целата јавност има сега појасна слика за тоа што значи тестирање со тие брзи тестови, дали има присуство на наркотични материи во нечиј организам, особено кога управува патничко моторно возило. Ви благодарам и вас и на сите телевизија што дадува можност ова да го вака подетално објасниме пред јавноста, за да нема недоумици и недоразбирање околу ова многу значајна метода, овој многу значајен процес кој што Министерството за внатрешни работи ќе го практикува во идниот, во понатамошниот период. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, за крај од ова вклучување во живо можеме да кажеме дека не треба да постои страф и паника кај сите одговорни возачи, затоа што професор токсиколог Чибишев даде јасна слика на кој начин и колку време наркотичните средства се задржуваат во организмот и на кој начин може да се докаже присуството на истите со така наречените брзи тестови со примерок од плунка, а подоцна треба да се направат и анализи, односно вештачења со земање на биолошки примероци од крв и урина. Колеги, ова би било се новаа тема, доколку имате дополнителни прашања, а можеме да ви ги одговориме тука со мојот соговорник, повелете. Ви благодарам, Димитар, благодарам и до професорот Чибишев. Доволно е јасно се надевам дека успешно ќе се превенира. Повторно ќе потенцирам, не е дека кај возрастните него има ова, меѓутоа сепак младите луѓе се оние кои што допрва треба да почнат и со својот живот, со животните предизвици, дефинитивно доколку може да се спречи нешто вакво и се насочат кон поубавите работи во животот, тогаш сите заедно треба да се бориме за тоа.